На 31 декември беше промовирана единицата за интервентна полиција. Знаеме дека таа е соединение, да речеме, од 3 единици во рамки на МВР. Која беше целта за ова формирање? После неколку полуспешни и неуспешни реформи во минатото во рамките на секторот за внатрешни работи Скопје, останаа 3 интервентни единици кои делуваат на подрачјето на Скопје. Единицата Алфа, со која ја раководев, единицата за јавен ред и мир интервенции и тука ја ставам единицата за асистенции. И на подрачје на еден град, 3 интервентни единици навистина се премногу, и од 3 единици направивме една единица за интервентна полиција. Добро, каква ќе биде организацијската поставеност? Мора да нагласам дека и пред да станат овие 3 единици една единица, имавме тесна соработка затоа што имавме многу сродни, буквално слични задачи и се надополнувавме едни со други, така да функционирањето сега ќе дојде како нешто природно, би кажал. Беше промовирана како единица која што е стрикно за град Скопје. А знаеме дека од друга страна, нели, Алфите имаше ситуации кога пак интервенира и на страна од Скопје. Според законските прописи и процедурите, единицата делува на подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје самостојно, а по наредба на директорот или министрот за внатрешни работи може да биде употребена надвор од подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје. Значи ли дека сега вашата одговорност е поголема како началник на оваа единица, знаејќи дека доаѓаат и политички промени, ќе дојде и промена на министерот, ќе имаме технички министер, вие само што бевте исто така назначен за началник на оваа единица, што очекувате? Факт е дека по Законот за организација на избори во МВР ќе настапи министер предложен од опозицијска партија, односно технички министер за внатрешни работи, кој има право на освен хоризонталните промени на 15 промени во раководните места. Моето место е дел од раководните места. Мора да помине тој процес добро организиран и со доверба од сите, иако тоа значи доаѓање на друг човек на чело на оваа единица, ако кај некој политички фактор тоа влева поголема доверба, нека биде тоа. Значи по никоја цена не сме да има незадоволство или недоверба во изборниот процес. Од друга страна, може ли да се закочи процесот на реформирање на единицата, да. Точно така, значи ние сме во фаза на формирање и сите промени би го закочиле можеби процесот наш на доекипирање, но сепак како што кажав, положен е оној другиот дел, довербата во изборниот процес е поважен отколку било што друго. Можат ли да бидат да се чувствуваат безбедно скопјани, знаејќи дека во минатото и ова измината година видовме многу инциденти кои што се случуваа на улиците, буквално имаше и пресметки меѓу одредени групи, видовме дека имаше и закани дури и за полицајци. Каква е сега безбедносната состојба во градот? Тоа што имаше закани кон полицајци, може да кажам само е затоа што навистина се судривме со сите можни криминални групи во градов и беше неминовно да има и такви непријатни ситуации, но тоа е дел од полициската работа, ќе се надмине сето тоа, борбата со криминалот мора да продолжи по секоја цена. Безбедноста е за малку подобрана, се чувствуваат безбедни, а тоа е поради фактот што имаме повеќе полицајци присутни на теренот во градот Скопје, веќе ги можеби забележуваат граѓаните нашите патроли од единицата на возилата пише интервентна полиција, веќе се униформирани со амблеми полицајците, така да тоа присуство кое допринесе за поголемо чувство на безбедност на граѓаните ќе биде уште повеќе зголемено со присуство на оваа единица и убеден сум дека ќе има резултати во намалување на криминалот.